На 14 февруари утре се слави празникот посветен на маченикот Свети Трифун, кој воедно се смета за заштитник на лозарите. На овој ден се собираат сите собственици на лозијата и ги закројуваат, со што се верува дека годината што следи ќе има богат род. А според народната традиција овој ден е и празник на пијаниците. Ваквото сваќање е сосема неточно, зашто и Македонската православна црква излегува со соодветна реакција. Во овие краишта, како што е познато, на овој ден постои една убава традиција, имено лозарите ги закруваат своите лозија, при тоа барајќи благослов од светителот за да биде и молитвен застапник пред Бога, но и да биде молитвеник во смисла да бидат заштитени лозите, да има добра плодна година. Оно што не загрижува нас како свештенство е давањето на некои недолични епитети на светителот Трифун, дека тој бил пијаница, епитет кој што навистина недоликуван и како што читаме од неговото житие, светиот Трифун ниту бил навистина, ниту бил лозар, ниту пак бил пијаница. Знаеме дека сите оние луѓе кои што се оддадени на некои пороци, вклучувајќи овде и пиењето и опивањето, нема да влезат во Царството Божјо, како што знаеме светиот е маченички пострела за името Христово, но во ниту еден случај никаде не е забележано дека конзумирал алкохол и дека бил пијаница. Значи, ги апелираме и ги замолуваме верниците да не даваат такви недолични епитети на луѓе кои што се застапници за нас пред Бога. Последниве неколку години овој празник се слави заедно со католичкиот Свети Валентајн. Младите го прифатија овој ден како празник на влюбените. А од поновата пракса, да условно да ја наречеме традиција, на овој ден во католичката црква се спомнува и споменот на светиот епископ Валентин. Епископ кој што, за волја на вистината, не е католички, туку е познат и на православното предание и го има запишано неговото житие во сите пролози и може да се најде на 12 август, се празнува на 12 август, но католичката црква од своји причини, имено да се искорени еден празник кој што бил посветен на волците Луперкали, е поместен. И според она, да речеме, бидејќи живееме во едно потрошувачко општество, ни беше наметната една во наводници романтична приказна дека овој ден е ден на влюбените, дека светиот епископ Валентин тајно ги венчавал младите брачни парови, што апсолутно не вистина, бидејќи точно е дека светиот Валентин зборува за љубовта, но зборува за она вистинската братска љубов, љубовта помеѓу човек и љубовта помеѓу Бога и човекот, но во ниту еден случај не зборува за она еротска или телесна љубов, како што сега ни е промовирано, дека, тоа ни дојде како една романтична приказна за нововлюбените дечки, која што апсолутно не е позната ниту на католичката традиција, а уште помалку на православната. Празниците Свети Трифун и Свети Валента имаат своја традиција и кај генерациите. Кочанчани го слават секој на свој начин.